Со топол поглед во зелените очи, медината кралица Атиџе Муратова ги распосла искрените одговори пред камерата на Алфа телевизија. Од Скопје со желба за малку муабетење со неа, тргнавме рано наутро, не знаеки каде е таа, во Бекирлија, во Дурфулија или во Скопје. Решивме ќе влеземе во Дурфулија и ќе прашаме. Се наоѓаме на влезот од селото Дурфулија, место лоцирано во источниот дел на Македонија, односно во областа Овчепора. Според последниот попис 2002 година, овде има 756 жители. Еден од тие жители е главната хероина на документарниот филм Медена земја. Во потрага сме да ја пронајдеме токму неа. Калливото село не пречека со чист воздух и мирис на рурална средина. Кукурикање на петли, лаеш на кучиња, на секаде сено. Времето ни се погоди. Оти таму знае да биде и многу студено. Селаните од ова место не пречекаа љубезно. Ни помогнаа да ја пронајдеме нашата хероина. Ја затекнавме во домот на незиниот внук. Со исплашен чекор се приближи кон нас. Ја прегрнав силно како роднина што не сум го видела долго. Така и ја чувствувам. Вешто го сокри уморот кој ја надвјаса овој период од сите страни, па несебично застана да го задоволи и нашето внимание. Синоќа во Дурфулија за неа имало забава и приредиле изненадување. Ја прашавме како си помина. Супер, поминавме со пеење, со играње и у селото таму доле правивме кај реката. Кој од каде имаш, од само од селото или имаш и од друга страна? Од Штип имаше, од Скопје имаше и ја не ги знаеш више, од Битола имаше, од секаде. И од Виничани имаше деца млади со мотори веа. А ти знаеше дека ќе има таква или те изненадија? Никогаш не знаеше. И они дури од Австралија дојделе луѓето тука. Овој период многу изненадувања за тебе, постојано си обкружена со луѓе. Ти сакаш да? Плюс и времето ни даде оваа година прилика за Медена земја да успееме да разговараме. Вие со вашата слава, ќе кажам, успеавте да го размрдате ова место, да им помогнете на вашите сограѓани. Да. Почнаа да се прави водовод, слушам, во Бекирлија. Значи, како се чувствувате? Многу добро тоа и со секој ден што идат луѓе да ме посетат, уште сме повесели. Така, како вие сега овде во ова село се снаоѓате ли овде? Добри сме. Да. Само по луѓето одам натака навака малце сега. Така е. Се подготвувате ли за Оскари? Да, се подготвувате. Добро, кажете ми за снимањето, кога додаа да ве снимаат, која беше вашата прва реакција? Како изреагиравте прв пат? Значи тоа сум дочекала и тоа се случил. И после викаше до куќата да бидам. Тоа највише ми беше желбата и тоа се сварило, тоа успеавме за тоа. Тогаш и кажавте веднаш на вашата мајка дека таа свесна беше дека ве снимаат? Она ништо не знаеше, да ти кажам. Јас ништо не знаеше, ама после ја кажуваше, викам, сакаме нешто куќа, ако успееме, викам да земаме некој куќа и она се радуваше за тоа. А знаеше дека ве снимаат? Ги знаеше сцените дека има камера? Не, он толку не сваќаше дали се снима, она со мене се правеше обед, а они снимаа, они толку некој работи, значи не сеќаваше, не чуеше толку, беше малце со ушите проблеми, не видеше. И некој работа после ја кажуваше за неја. Сега, бидејќи ги живеете овде, ќе го посетувате ли вашиот стар дом? Ќе одите ли таму? Да, ето, како не, таму сум роден. У Медена земја, секој година летно време ќе го посетам. Пчелите сега зимно време си мируваат и седат, но сакате да продолжите и понатаму да ги одгледувате? Да. Колку ќе можеме толку. Ќе добиете нова работа? Се радувате ли за тоа? Го сакавте ли тоа? Да, и тоа го сакаше. И тоа ќе сасаме да работиме, да имаме нешто на рака. Ќе успеете ли двете работи да ги правите заедно? Недела, сабота ќе бидам слободна, ќе успеам. Како да се го успеев и така, и затоа. На ваша огромна радост ви се исполнува желба и да направите две песни, ќе снимите две песни со Фолтин, така? Да. Ќе ни откриете ли нешто за какви песни? На кој јазик ќе бидат песните? Македонско ќе биде тоа, а едното ќе го запеам. Може? Ајде. Може. Чекор по чекор јас чекорам покрај река брегалница. Чекор по чекор јас чекорам покрај река брегалница. Срце стега мајко болки кријам, тебе мила мајко не кажувам. Срце стегам, болки кријам, тебе мила мајко не кажувам. Не плачи мајко, ти не жали, тебе мила мајко не оставам.
Не плачи, майко, ти не жали, тебе, мила майко, не оставам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, майко, ќе заминам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, майко, ќе заминам. Браво, Атиđе, навистина ми беше задоволство што во живота те слушнав. Морам да те прашам дали ти го изгледа филмот Медена земја и каде го изгледа? Да, сега почнавме да изгледаме во Дорфулија. Кога дојдов и синот ја загледав, дека Тогаш сега прв пат го изгледа филмот? Кога прв пат го изгледа? Филмот, ние секој го гледавме, дека правивме тоа филмот. Не, на платно. На у Скопје кога гледав на Милен, кога пуштиле најпрв пат у кино. И сега почнале од телевизија да дават после. Каква ти беше реакцијата кога погледна прв пат филмот? Многу ми беше убаво така начин. Чувството какво ти беше? Да, многу. Прво ми беше малку срамно, но после заплакали од возбуда. Да. Кој ти е најубавиот дел? Може ли да ми одвоиш кој ти е тебе најубав дел? Имам и тажни делови, имам и весели. Веселата беше со пчелите. Пола што го делиме и со луѓето тоа го делиме сега. А па на мајка ми, од мајка ми дел, тажно беше и од мојата страна. Веруваш ли дека светот ќе ја разбере твојата порака, дека веќе ја разбира твојата порака? Да, секаде го праќам тоа. Значи, како што викам пола на пола со пчелите и така со луѓето пола на пола да го делиме, заедничко. Без разлика, значи. Може ли да се присетиш на твоите другарки, на тоа како го помина таму детството? Тога многу деца имаше, другарка имаше Ленче, една Влаинка беше од Велес, ама исти генерации сме. Многу ни беше убаво, кукли правивме, тога дрвени кукли и нешто, како да ти кажам, од трава се направивме бајраци, така као ортомчиња, си игравме, многу убаво ни беше тога. Сега со кој си пиеш кафе? Сега овде пиеш кафе, претпоставувам, со соседите овдека, ова не е баш мало село. Ова село големо село. Да, и ја не знам колку се. Имаш со кого да се дружиш? Да, имам. И македонци повеќе се. Турци помалку се, ама сите се добри, значи. И со внуците, со некој баба тука има, и со другарките се пиеме кафе. Почнавме у новата куќа да пиеме кафе. А кој те научи македонски да зборуваш? Па јас едини турци бевме таму, имаше албанци и власи, од тие се научив. Уште од малку. Постојано зборуваш низ медиумите дека многу момчиња те сакале, но ете таква ти била судбината, но дали ти си била некогаш заљубена? Јас највише тога градот го сакаше, покрај градот останав во селото и на крај испаднав сега. И татко ми викаше на град ке ти мажам, многу он се мешаше, некој мајка ми викаше тука да испадне. Ја па кај што сакаше они ја не кеше и тоа така се случи. Добро. Исто така ме интересира зимата и летото во Бекирлија. Тежак е животот, претпоставувам. Многу е тежак да ти кажам. Оваа година па немаше снекама кога има. Значи, а за лето добро е. Значи од 22 март, ако е добро времето, можеш, ама мај па уште подобро. Срдечно ле покани во незиниот дом. Во придружба со незиниот правнук, еден од 14 што ги има, со кола тргнавме. По пат разговаравме за тоа дека знае да чита турски, но и македонски. Со едно одење во Америка научила да кажа благодарам на англиски, но и дека многу сака да учи јазици. Кравата ја чува овде, а куќето Джеки го дала на ловење. Ама сакам куќа во дворов, ни објасни домакинката. Пред новиот дом сме на Атиđe. Какво е чувството во новиот дом? Многу сум весела. Да. Сега овде ќе имаш и струја и вода. Значи ќе имаш ли? Струја имам. И вода имам, само те што пукнал. Струјата некој сатот, ма ќе се направи денеска и тоа. Ќе го направат тоа. Да. Телевизор не си имала до сега. Сега ќе имаш? Ќе имам, да. Да. Што? Донесена уште тука не сум го напсал кај внукот некој. Кога беше за Скопје ми донеселе тука. Тоа. Некој еден директор ми донесе. Цел живот информациите од радио ги дознаваше, да, така? Да. Што најмногу сакаше да слушаш на радио? Највише да знам нешто што има вести, и лоши, и добри, и по песните највише сум бил со македонски песни да слушам. Претходно имаше ли слушнато за Оскари? Знаеше ли што е тоа? Ништо не сум знала за Оскари, ама случајно така кога пуштев радионот и дознав нешто дека имаше многу добри вести. 3 пати така пуштев. Случајно така, ама се очекуваше нешто дека ќе чуем поубави работи. И утото станав и така викам нешто некои луѓе ќе ми дојдат и 2 групи дојделе тој ден. Некои се враќале, не можеле да погодат селото доле и се враќале. Па вчера беше највеселата ден. Вчера беше многу луѓе имаше. Да. Околу 30 души имаше.
Како планираш да си ја уредиш куќата? Имаш ли некаков план? Да, па некри почнав малце да го средам, купив некои работи как што ми треба вака куќни. Многу сум вака ми раклија да го средам натаре. Сега кога ќе видам уште кровот, фасадата, тога уште подобро ќе биде. Потом се сварет. Да, уред. Така чекор по чекор и тоа ќе биде, што викат. Чекор по чекор, како песната. Како песната и куќата така ќе биде, ќе чекореме малце. Морам да те прашам и за домашните животинчиња. Покрај тоа што имаш пчели, ти имаш и мачки и джеки, куќата. Сега овде ќе чуваш ли нешто? Крава исто така имаш? Да, Сега тука? Да, кравата ќе го чувам, една теле имам една крава и сакам едно буби мален, така да го чувам. Куќенце? Да, да. Да? А джеки каде? Джеки зема газата сега на Джеки, да лови. Чим ќе заврши ловот, па ќе го зем? Така. Ако да. Добро. Од мало го чував. И семејството Сем живеат во Дурфулија. Ја најдовме и нивната куќа. За жал празна. Не најдовме никој од многодетното семејство. На Оскарите Атиџе ќе носи креација од дизајнерката Тања Кокев. Кокев на својот Facebook профил напиша: "Таа си ја знаеше бојата уште пред да го отвориме каталогот. Одбрала материјал со боја на мед." Медената кралица пак во нејзин стил со скромни одговори околу подготовките за оваа грандиозна церемонија. Колку толку, еден ако земаме, некеме две, пола ќе го делиме, да не се лутат и они тамо. Нели? Тоа како што го делам со пчелите, така и со луѓето да го делиме. За кафе немавме време, но си ветивме за следното видување, кое ќе го направиме во придружба со незините најдобри пријателки, пчелите. Половина муавет сега, половина за другиот пат.